Собирниот канал што поминува во близина на училиштето во село Спанчево неколку години им прави главоболки на овдешните жители. Високото ниво на вода го симнало земјениот насип покрај каналот, поради што тешко е оштетен и пристапниот асфалтен пат до околните куќи. Често се случува отпадната вода да им влезе во дворовите, па дури и во куќите. Спанчевци велат дека состојбата станува посериозна напролет, кога ќе се наполнат околните долови што се слеваат во каналот. Ja ne možem da izlegnem sa kola od doma. Колата сам пред селото. И никакви услови. Водата доваѓа кај мене, јас сам последен тук. Сета вода кај мене дое. Треба ово сад некој да санира, да се направи, за да може сите овие луѓе наам да се минат слободно. И натам има поплави други у куќите шулават. И кај него, и он е на ударно тука е. Без разлика што е над канало, толку е насип од таа висина, оздоле се чистат, оздоле фрлат, нагоре не стават, така доваѓа. И сега ово е пониско од горната страна и секој кај нас префрла кај мене, кај него и да не ги набројавам тие други куќи што има. По неколку години чекање, проблемот со попуштениот насип на каналот треба да се реши. Локалната самоуправа на Чешиново-Облешево пред повеќе од 2 години започнала активности за решавање, но работите застанале. На крајот на минатата година повторно се обновени со распишување тендер за избор на изведувач на изградбата на подпорен зид на каналот. Според техничката документација, на северната страна треба да се изгради зид во должина од 30 и височина од 2 метри. На тендерот пристигнала една понуда што е прифатена, па градбата наскоро треба да ја реализира предпријатието Прима градба од Штип. Истата фирма презела обврска и за изработка на армиран бетонски пропуст, односно мал мост на локалитетот Коритарски дол во близина на гробиштата во село Соколарци. Според понудените услови од изведувачот, за овие две активности предвидено е општина Чешиново-Облешево да потроши околу 220.000 денари.